Драги гледачи, еве пристигна и времето за нашиот разговор во нашето студио. Секогаш сме во живо. Денес посветуваме повеќе внимание на сообраќајот, односно попрецизно кажано безбедноста во сообраќајот. Денес заедно ова утро ќе се дружиме, односно ќе разговараме со доцент доктор Зоран Јошевски, кој што е представник од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Добро утро и како сте? Како се чувствувате нели во телевизија Мега? Добро утро и поздрав до гледачите на утринската програма. Одлично се чувствувам и баш ми е мило што ќе можеме да отвориме одредени теми поврзани со безбедноста во сообраќајот. Навистина, Советот, Републичкиот совет има многу активности кои што се во тек и кои што веќе помина, но нормално се најавуваат и следни. Еве како што можеме да погледнеме дека секогаш барем сега благодарение на интернетот преку Facebook страната нели на Републичкиот совет, сите активности можеме да се информираме повеќе во тек. Еве барем како најсвежа активност е токму сеќавањето на жртвите од сообраќајните незгоди. Малку повеќе информации токму за тоа. Точно така, значи во неделата на 15-11 овој месец го одбележавме денот за сеќавање, тоа е светски ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди. И бидејќи имавме поголема агенда на активности, ние како Републички совет одлучивме активностите да ги реализираме во текот на целата наредна седмица и ова цела наредна седмица да биде посветена на жртвите од сообраќајни незгоди. Би се вратил малку наназад да кажам што значи овој ден за јавноста. Секојдневно на патиштата во светски рамки гинат преку 1.200.000 жртви, понатаму преку 50 милиони се повредени, токму поради тоа, имајќи во предвид ваквата сериозност, Обединетите нации со резолуција од 26 октомври 2005 година го прогласија третата недела од месец ноември за светски ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди. Целта на овој настан, целта на овој ден е да се сврти вниманието на пошироката јавност за последиците од сообраќајните незгоди, да се влијае на свеста кај сите учесници во сообраќајот за одговорно и етичко однесување во сообраќајот и да ги промовираме мерките кои што ги реализираме и ги остваруваме во насока на намалување на бројот на сообраќајни незгоди, а со тоа и намалување на жртвите во сообраќајот. Исто така, ние во неделата како Републички совет, односно Република Македонија овој ден го обележа со тоа што отвори, односно промовираше еден парк во чест на загинатите лица во сообраќајни незгоди, каде што засадивме 124 зимзелени дрвца во чест на загинатите жртви на патиштата во Република Македонија, бидејќи заклучно со 15-11 имавме 124 лица кои што го загубиле животот на патиштата во Република Македонија. Исто така, ова седмица не е само посветена да се сеќаваме и да сочувствуваме со жртвите и со фамилиите на жртвите, значи од сообраќајни незгоди, туку сакаме и да апелираме до сите учесници за едно одговорно учество во сообраќајот, да го свртиме нивното внимание и да покажеме какви се болни можат да бидат последиците од сообраќајните незгоди, односно непочитувањето на правилата и прописите за безбедно учество во сообраќајот, но исто така и да се заблагодариме до сите оние учесници кои на било каков начин, кои се затекнале за време на сообраќајна незгода, помогнале повредени лица во сообраќајни незгоди да добијат навремено третмент. Тука би се заблагодарили до вработените од медицински установи, од брза помош и така натаму, бидејќи и тие со нивното дејствување спасиле нечи живот со тоа што навремено дејствувале, значи. Понатаму, на овој ден, ние исто така, односно во рамките на оваа седмица посветена за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди, ќе промовираме низ за други останати активности низ целата Република Македонија. Денес, например, денес ќе бидеме во Крушево. Понатаму, во текот на наредната седмица се планира сабота да бидеме во Битола, но паралелно и во сите други останати градови ќе се реализираат низ за едукативни работилници поврзани со безбедноста во сообраќајот, со последиците од сообраќајот, со потребата да се учествува, да се почитуваат правилата и прописите. Понатаму ќе имаме подготовка и на видеоклипови, видеоматеријали кои што ќе се дистрибуираат преку нашите портали, преку страницата на Републички совет за безбедност и така натаму. Се нас е значи една обемна активност која не можевме да ја спакуваме во еден ден, тоа е 15-11, и затоа продолживме и се одлучивме да активностите продолжат во текот на целата наредна седмица.
Веќе напоменавте дека упатувате нели благодарност до сите они кои што на некој начин помогнале или можеби биле на самото место на сообраќајната незгода или пак случајни минувачи со возила. Каква е нашата култура еве на граѓаните од Македонија? Застануваат ли, помагаат ли, бараат помош, се јавуваат по телефони или повикуваат нели можеби итна медицинска помош или едноставно со своите возила еве до првото место каде што може нели да се помогне? Така, значи видете, за секој учесник во сообраќајот кој ќе најде на сообраќајна незгода или е директен учесник во сообраќајната незгода, законска обврска е да им помогне во рамките на своите можности и не на повредените лица и не сме да го напушти местото на незгодата. Но сега не можам генерално да кажам каква е нашата култура. Од она што јас долги години го работам во областа на сообраќајните незгоди, посебно во делот на вештачење, најчесто значи првите лица кои наидуваат или првите учесници кои наидуваат на местото на сообраќајна незгода, тоа се учесниците кои ги превезуваат повредените до првата медицинска установа. Не чекајќи итната медицинска помош. Сега имаме и случаи каде што се чека медицинска помош бидејќи не можат, не се во можност да им помогнат и немаат такви знања да им помогнат на повредените. Значи имаме и такви случаи. Генерално морам да кажам, значи да, македонските граѓани помагаат во рамките на можностите. Сега имаме и случаи каде што и дури директни учесници го напуштиле местото после сообраќајна незгода, но со тоа што ние покажуваме благодарност кон овие лица кои помогнале во сообраќајни незгоди, сакаме паралелно и да поттикнеме, значи да ги мотивираме сите понатаму, да кажеме дека тие можат да спасат нечи живот ако помогнат, значи кога ќе се случи одредена сообраќајна незгода, да го пренесат повредениот. Од и времето значи живот, значи во зададени сообраќајни незгоди. Мислам дека генерално има култура, но ние со овај гест ги мотивираме да бидеме значи уште поодговорни. Кога споредуваме, например, тука во Македонија со нашите соседни држави, еве дали се во најголем процент причините за сообраќајни незгоди исти или се разликуваат? Видете, науката значи препознава неколку фактори за случување на сообраќајни незгоди. Тоа е факторот човек, факторот возило, факторот пат, факторот околина. И тоа е универзален, значи фактори секаде. Сега, знаете како, факторот човек е, јас би кажал под податоците што ги имаме кај нас, факторот човек е круцијалниот поради кој што се случуваат најмногу сообраќајни незгоди. Тоа истото се случува во останатите земји, но има еден парадокс. Например, во западноевропските земји факторот пат се цени со 30 до 40% во уделот за случување на сообраќајните незгоди, бидејќи никоја сообраќајна незгода не се случува чисто само заради еден фактор, туку се случува како интеракција на повеќе од овие фактори. Фактор возило, фактор човек, фактор пат. Но никогаш не се случува како има и такви сообраќајни незгоди, но што е интересно, значи во Република Македонија според статистичките податоци факторот човек зазема место некаде 90% од сообраќајните незгоди се припишуваат на факторот човек, некаде 5 до 6% на факторот пат и 3 до 4% на факторот возило. За разлика од тоа, на пример во западноевропските земји, наречаме еве на Германија, факторот пат може да достигне 30 до 40%. И сега нормално ќе се запрашаме дали Германија има толку полоши патишта во однос на Македонија или дали ние имаме толку добар возен парк да имаме само 3 до 4% удел на факторот возило. Не, значи се работи за пристапот и методологијата што е она што се припишува на факторот човек. За жал кај нас во Република Македонија кога ќе се случи одредена сообраќајна незгода и ние сите слушаме на медиумите, веднаш одговорноста се припишува на факторот човек. На пример, излетало возило во некоја непрегледна кривина под подмрзнат коловоз, веднаш лицето кој го врши увидот или не знам лицето кој ќе даде информација, првични информации на медиумите, реферира дека причината е неприлагодена брзина спрема условите на патот. Ниту се опишуваат условите на патот, ниту дали возачот бил известен за условите на патот и така натаму. Значи се припишува на човекот. И можеби еден пристап имаме малку погрешен во третирањето, значи на причините за сообраќајните незгоди. Но генерално јас би сакал да кажам, значи во изминатиот период, значи или кога ќе се случат, тоа најчесто се случува одредени тешки сообраќајни незгоди со жртви, со повеќе жртви, често се вперува прстот во одредени институции, дали тоа е, не знам, државата, дали тоа е некој градоначалник, дали тоа е Министерство за внатрешни работи и така натаму. И веднаш тој настан се користи за дневно политички цели.
Јас би кажал дека состојбата во Република Македонија, значи зборувам со безбедноста, не е на задоволително ниво. Значи не е на задоволително ниво и ние како Републички совет кој делува во делот на превенцијата, активно работиме да заедно со Министерството за внатрешни работи да се намали тој број на сообраќајни незгоди и на жртви во сообраќајни незгоди. Но ајде да погледаме малце пошироко што се случува барем во Европа. Република Македонија ако се земи значи да се споредува со бројот на жртви во однос на земјите соседството, јас ќе ви кажам дека најдобро стои. Значи, зборувам на жртви на милион жители. Например, во соседството најблиску подобра земја која е, тоа е Словенија. Значи, ние подобро стоиме од Бугарија, Грција, Хрватска, тоа се земји во Европска унија. Подобро стоиме од Романија, да не зборувам Албанија, Косово, Србија и така натаму. Значи, нашиот просек на жртви на милион жители изнесува за минатата година околу 63 жртви на милион жители. Тоа е просек некаде на земјите од Чешка, Белгија, Унгарија и така натаму. Значи, во тој дел не можеме ние да се споредуваме дека лошо стоиме. Но, ако одиме по тој параметар, мислам дека сме добри. Но од друга страна, видете, ако се спореди според параметарот на милион патнички километри, број на загинати, тогаш ќе паднеме, мислам, многу пониско. Зошто? Затоа што кај нас просечното возење, значи просечниот возач вози од 5 до 10.000 километри на годишно ниво, за разлика од еден возач, например, во Германија, каде што вози 60-70 до 100.000 километри, значи, тоа е поголема изложеност со сообраќајот. И ако се третира тој релативен параметар, ние ќе стоиме малку подолу. Видете, една Малта на број на жители стои многу добро. Ама ако видите на патнички километри изминати на милион километри, таа стои малку полошо, бидејќи тоа е островска земја, малку се вози така натаму. Земете ја Холандија исто така, која има традиција да вози велосипедизм. Стои меѓу најдобрите земји, значи во делот на безбедноста. Не дека не спроведува политика далеко од тоа, но битно е како ќе ги мерите, значи кои се мерливите параметри. Ако зборуваме на број на жители, значи Македонија стои некаде во средината на скалата, значи во европските држави. Не сме добри, значи не стоиме добро. Бројка од 130 жртви годишно, тоа е страшно застрашувачка, значи бројка. Тоа е застрашувачки број на фамилии кои страдале, блиски, значи така натаму, и затоа ние постојано се трудиме да овој број се намали. Сепак може слободно да се даде еден заклучок, бидејќи сепак човекот е тој кој што треба најмногу нели да внимава врз основа не секогаш нормално, но во глобала дека ние сме тие кои што стоиме зад воланот, нели, и треба да внимаваме, например, со каква брзина возиме, каков е патот, состојбата на патот, нели, со кој сме, во однос еве можеби се влажни коловози или така натаму, сепак значи човекот тој кој што сепак носи одлука дали воопшто ќе патува или не. Еве ова е вистинска прилика на пример да се укаже на тоа дека точно така, значи во право сте, значи факторот човек ја скажав е круцијалниот кој допринесува да се случуваат незгодите и токму кога зборуваме за превенција Републичкиот совет со сите активности е насочен токму на факторот човек, значи за жал морам да констатирам дека имаме ниско ниво на култура на почитување на правилата и прописите во сообраќајот. Значи не треба опсежни, значи научни истражувања или обсервации. Доволно е да излеземе на една сообраќајница во градот и ќе да ја обсервираме, значи во некој краток временски период и ќе забележите флагрантно кршење на правилата и прописите во сообраќајот. Ќе забележите возачи кои возат со далеку поголема брзина од дозволената, ќе забележите возачи кои не застануваат на пешачки премин, кои пристигнуваат на полна линија, пешаци кои што преминуваат кога сакат и каде сакат, значи на коловозот. Ќе забележите дечиња на велосипед пуштени сами да учествуваат во сообраќајот, иако немаат наполнето 10 години. Ќе видите дека дечиња пешаци учествуваат во сообраќајот без присуство на повозрасно лице и така натаму. Тоа е се фактор за да се случат потенцијални, значи можности да се случат сообраќајни незгоди. И токму поради тоа нас ни се случуваат незгодите. Факторот човек, да, јас во повеќе прилики сум кажал доколку ние најдеме начин да ги обврзиме сите учесници во сообраќајниот систем, да се движат,
со брзините кои што се дозволени или предвидени за тие делници каде што се движат, верувајте дека бројот на сообраќајни незгоди ќе се намали за 80%, но ние немаме начин тоа да го направиме. Не само ние како држава, тоа немат начин да го направат ни богати земји, значи кои што имаат обсервација на сообраќајот со камери, значи со видеонадзор 24 часовен видеонадзор на скоро на поголемиот број од сообраќајниците. И тие тоа се трудат да го сузбијат, значи, а не ние кои што се уште работиме, значи со статичка контрола од страна на полициски службеници од Министерството на внатрешни работи. Токму ми беше тоа и прашањето што можеме ние да превземеме, нели, за да се намалат, нормално вклучувајќи ги тука секогаш се казните како, нели, превенција еден вид, но сепак еве Републичкиот совет кои активности нели може се во опсег да ги преземе, едноставно ги преземе во текот на целата година. Да, видите, значи, кога зборуваме, значи, причина ниско ниво на сообраќајна култура, тогаш ние, значи, мора да действуваме во тој дел. Република Македонија воопшто како држава одамна сфати дека менаџирањето, односно управувањето со безбедноста е возможно и е тоа процес на кој што треба да се работи. Идеја која што е остварлива и треба да се работи. Има многу приврзаници кои викаат дека сообраќајните незгоди се како земјотрес. Не можете да предвидите кога ќе се случат, каде ќе се случат и со каков интензитет. Да, тоа не може да го предвидите, но една работа мора да работите да тие појави се намалат. Значи, тука може да се работи доколку имате правилен пристап. Значи, во делот на земји кои што работат во полето на безбедноста, државите можат да се поделат во три групи. Значи, земји кои имаат развиено идеја дека сообраќајот се менаџира, безбедноста, значи како систем се менаџира, односно се управува, и кои што имаат воспоставено ефикасен систем да се намали бројот на сообраќајни незгоди и секоја година го намалуваат бројот на сообраќајни незгоди. Понатаму, втората категорија се земјите кои што ја имат идејата и ја прифатиле идејата дека безбедноста може да се управува, но немаат ефикасен систем. И третите земји, тоа се земји кои што не ја прифаќаат оваа идеја и не работат на развој на оваа идеја. Ние како држава сме во втората идеја со тенденција и работиме на полето да влеземе во она прва група каде што ќе изградиме покрај тоа што сме ја прифатиле идејата за управување со безбедноста и развиваме мерки во таа насока да изградиме систем кој ќе биде ефикасен. Токму тоа втората национална стратегија која што ја промовиравме оваа година, тоа го зацртавме како Републички совет. Значи, бројот на сообраќајни незгоди, крајната цел е до 2020 да го намалиме на просекот кој што го имат европските држави. Европскиот просек во моментов, значи заклучно со 2014 година е 51 жртва на милион жители. Ние сме некаде 63 и слободно можам да кажам дека е остварлива, само треба волја и треба да се работи, значи упорно на оваа тема. Понатаму бројот на млади возачи на жртви млади возачи да се намали за 30%, а бројот на деца до 2020 да го намалиме на 0 загинати. Видете, да не успееме да го намалиме, можеби утопистички звучи 0 загинати, но ако се стремиме кон таа цел, сигурно ќе го намалиме бројот на сообраќајни незгоди. Што работи Републичкиот совет? Републичкиот совет делува во делот на превентивното, значи действување, превенцијата, едукацијата и така натаму. Ова година само во текот на април и мај спроведувме една опсежна кампања која што ги третираше ранливите групи на учесници, пешаци, велосипедисти. Кога зборувам пешаци, ги третиравме и младите и во возрастната категорија над 65 години, бидејќи тоа е ризичната категорија. Понатаму, во текот на летните месеци започнавме со летната кампања, каде што се осврнавме најмногу на алкохолот. И може би ви е познато она посета во сите ноќни клубови ширум низ државата, значи, каде што дававме црвен и зелен картон за возачите кои не се за лицата кои се алкотестирани не се поддейства на алкохол, а црвен картон за оние кои беа алкотестирани. Еве како интересен пример и за гледачите, имавме ситуација каде што една девојка беше алкотестирана и покажа 4,3 промили, 4. Тоа е веќе знаете како во науката е коматозна состојба, ме разбирате, тоа го знаат и невропсихијатрите. Значи интересен случај. Значи имаме секакви ситуации. Понатаму во текот на септември, октомври месец, еве заклучно со денот на сеќавање на жртвите во сообраќајни незгоди, ја водевме кампањата да ги заштитиме децата. Секој ден во светот гинат по 500 деца, значи во сообраќајни незгоди, и поради тоа ние се вклучивме во светската кампања да ги заштитиме децата со низа едукативни работилници, понатаму јавни личности ни се вклучија во кампањата, понатаму изработивме видеоматеријали, видеоклипови кои што ги презентиравме до најмладите, изработивме
едукативен материјал во смисла на линијари заедно со партнерите како што е УПСЕ и така натаму и ќе продолжиме во таа насока да делуваме. Ова недела да помине значи денот да поминат активностите поврзани со сеќавање на жртвите во сообраќајни незгоди, веднаш продолжуваме со зимската кампања и значи нема да запреме тука. Делуваме да ја подигнеме свеста кај сите учесници. Тоа е најголемиот проблем. Кога веќе напоменавте за зимската кампања, Да. еве како информација секогаш нели кои што ни доаѓаат информации, особено од Автомотосојузот на Македонија, барем веќе 2-3 дена оди информација, нели дека од 15 овој месец дека треба задолжително за сите возачи да поседуваат зимска опрема, која што трае нели мислам до 15 март 2016. Што се вклучува во таа опрема? Да. И зошто е всушност причината да се има? Видете, значи како кај многу од учесниците во сообраќајот постои значи некоја одбивност за зимската опрема во смисла ајде сега е ова целта да се казнуваат возачите и така натаму. Гледате прекрасни пролетни денови би рекол во ноември месец. Зошто сега зимска опрема и така натаму. Зимската опрема, значи неколку пати е кажано и на сите медиуми, подразбира користење на зимски пневматици, зборуваме за патничките возила и за сите останати моторни возила до 3500 кг. Значи користење на зимски пневматик со длабина на шарата на газечкиот слој не помало од 4 мм и доколку се користат летни пневматици во возилото да има синџири, значи кои што ќе се постави со одветна големина или друга опрема, значи за возилата кои што се на погон 4 на сите 4 тркала, доколку се користи зимски пневматик длабина на шарата минимум 6 мм, ако се користи летен пневматик 4 мм длабочина на шарата со тоа што ќе има синџири, значи за погонската осовина, доколку погонот е на сите постојани тркала минимум на задната осовина, доколку е преклоплив тогаш на она осовина, значи на работната. Понатаму за автобусите и товарните возила зимски пневматик со длабина на шарата од минимум 6 мм или 4 мм ако се користи летен пневматик со тоа што ќе има синџири, значи на погонската осовина, и за автобусите и товарните возила каде што од технички причини не може да се постават синџири, тогаш таму е предвидено користење исклучиво на зимски пневматик и прирачен алат, тоа е лопата. Видете, ова е законска обврска дефинирана во Законот за безбедност на сообраќајот и со правилник, значи кој произлегува значи од Законот за возила. Сега што е побитно за нас како лица кои работиме во делот на превенцијата? Да се свати дека зимската опрема треба да се користи за своја лична безбедност. Значи има две димензии. Прво е безбедност. Зошто? Затоа што можете вие да користите во овие периоди и летен пневматик, но летниот пневматик е наменет за експлоатација, значи за температури не помали од 7,5 степени. За сите температури од под 7,5 степени се променуваат својствата на пневматикот, се променува управливоста, се намалува коефициентот на триење, односно на привлепување со коловозната површина, а тоа директно влијае врз безбедноста во сообраќајот. А вие во овие периоди точно во текот на денот имате температури до 15-20 степени, но во утринските периоди се ниски, каде што температурата паѓа под 7, да, и некојаш има минус, и тука треба да се внимава. Тоа треба да сватат дека е за лична безбедност. Од друга страна имаме и економска димензија. Ако вие користите летен пневматик на вакви ниски температури, тој ги губи својствата, станува покрут, полесно се аби, побрзо се троши. Значи вие ако користите во зимски услови пневматик, кога условите го дозволуваат, тогаш вие побрзо ќе го истрошите тој пневматик, па треба побрзо да направите замена. Значи економска димензија има, но тоа граѓаните, знаете како јас ги разбирам во услови кога на ова значи нема можности да си дозволат промена годишно на зимски во летни пневматици, па калкулираат дали со синџири, со позајмување на синџири, така натаму, се само за да го задоволат законот, а не да си ја задоволат својата безбедност, ме разбирате. Ние апелираме пред се безбедноста, значи. Токму заради тоа го поставивме или како прашање за нашите гледачи да знаат зошто, кога, како и каде. Еве за на крај на нашиот разговор, кои се превентивни активности што можеме ние нели како граѓани и вие како нели Републички совет да ги преземеме за се да биде онака како што треба. Пред се секој граѓани, бидејќи сите ние сме учесници на некој начин, дали тргнувајќи од дома до работното место како пешаци, велосипедисти, возачи на моторни возила и така натаму,
ние сме учесници во сообраќајот. Апел, значи сите да го подигнат нивото на својата лична одговорност за почитување на правилата и прописите. Ние прво да дадеме пример, значи како поединци и потоа да очекуваме и од другите да се однесуваат совесно. Видете, не можеме да бараме од сите останати да се однесуваат правилно и прописно, а ние при тоа да ги кршиме правилата. Значи личната одговорност не достига. Ние можеме да направиме низ за кампањи, но доколку својата лична индивидуална одговорност не се подигне на повисоко ниво, тогаш ништо не сме направиле. Апел до учесниците, бидејќи наидуваат зимски период, бидејќи наидуваат ниски температури, лизгави коловози, посебно лизгави коловози на одредени места каде што, значи, осојни места каде што немаме допир на сонцето во утринскиот период, па имаме одредени подмрздувања на коловозот, да се внимава посебно. Понатаму да се користи зимска опрема задолжително, заради тоа што не за да се задоволи законската страна, туку да се задоволи, значи, безбедносната компонента и пред се апел да се почитуваат правилата и прописите, да се вози не со максимално дозволена брзина, максимално дозволената брзина е наменета за идеални временски услови, а не за подмрзнати коловози, да се прилагодува брзината на конкретните услови и така. Значи тоа би било генерално она што треба да се испрати како порака во овој период. Ви благодарам за сите информации, доколку еве нешто не споменавме, јас сметам дека во глобала ги опфативме сите области од безбедноста на сообраќајот. Знам дека не се само овие активности. Дали можете граѓаните барем да се упатат до Републичкиот совет доколку имаат одредени сугестии, идеи или одредени прашања каде што нормално е вистинско место да се обратат и да се информираат на правилен начин? Да, значи одлично прашање. Републичкиот совет за безбедност од ова година веќе има изработено активна веб страна. Имаме Facebook страна, значи, веб портал каде што споделуваме со сите граѓани што ние работиме, но и очекуваме и сите граѓани како одговорни, значи личности да се вклучат и да дадат свои предлози. Да, дел од програмата која што ние изработуваме за 2016 ќе има инкорпорирано внатре и идеи од граѓаните кои што ги слушаме. Секојдневно ни пишуваат одредени граѓани што треба да се направи, што треба да се преземи. Навистина има и конструктивни решенија, ги разгледуваме со сериозност и имаме сериозен пристап. Некогаш и одредени граѓани ги повикуваме да се сретнеме, значи да видиме да ја разработиме идејата, да апелирам, значи граѓаните да се вклучат активно, значи во делот. Понатаму да пријавуваат одредени аномалии во сообраќајниот систем навремено, значи не да чекаме да се случи незгода па после тоа да се реагира. Значи ние сме отворени за соработка. Републичкиот совет како советодавно тело, значи формирано од Собранието на Република Македонија, има за задача не само да креира политика и во делот на безбедноста во сообраќајот и да креира превентивни мерки, туку и да ги слуша граѓаните. Ние ги слушаме и сите они кои ни се обратиле слободно можат да го направат на одредени форуми, значи на страницата, и се надевам доколку предложат одредени мерки, активности кои што се остварливи, апсолутно ќе си заземат свое место. Навистина одлична информација, особено во последната, значи можеме да се упатиме во секое време, токму кај вас. Ви благодарам за се, многу успеси, односно на полето се подразбира многу помалку жртви, повисока сообраќајна култура и секако соработката останува отворена за сите нови нешта и сите нови настани барем од Републичкиот совет. Благодарам, значи, за поканата, посебна благодарност до сите медиуми кои не следат во активностите што ги спроведуваме, бидејќи тие активности не би имале она цел, не би имале она улога доколку медиумите не следат и не поддржуваат. Јас се надевам за на понатамошна соработка со медиумите и благодарам уште еднаш за поканата. Драги мои, еве се информиравме буквално скоро за се за сообраќајот, односно безбедноста во сообраќајот. Ние имаме уште содржини и продолжуваме понатаму.